Драги браќа и сестри, преко великиот пост имавме можност да почувствуваме дека и покрај сите технички достигнувања некако сме изложени на опасност и страдања, дека во нашиот живот постојат тешки периоди кога не ја препознаваме Божјата присутност. Во такви прилики лесно може да не се случи да почувствуваме страв и немог и да започнеме да се сомневаме во Божјата близина. Но дури и во такви мигови на страв и вознемиреност не можеме да се откажеме од надежда, затоа што сме убедени дека времето доаѓа или поточно веќе е тука, кога Бог особено сака да ни ја покаже својата љубов и својата близина. Тој е со нас во нашата болка, затоа што Тој ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости, а ние мислевме дека Тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога, како што вели пророкот Исаија. Некако со почетокот на Великиот пост ја дочекавме и невидливата опасност од пандемијата на коронавирусот COVID-19, која за релативно кратко време офати голем број на земји, а што влијаеше и ја зафати и нашата сакана татковина Македонија. Во сенката на сето она што го доживеавме и се уште го доживуваме, сакаме на празникот Великден, како апостолот, да го упатиме својот крик до Бога: Господи, спаси не! Тоа е израз на послушна вера и целосно предание во Божите раце. Целосно се предаваме на Твојата света волја, Господи. Повеќе не викаме за помош, затоа што гледаме дека не можеме сами ништо да сториме. Ти мора да сториш се. Исус рече дека не можеме да бидеме Негови ученици ако не се откажеме од се и не го земеме својот крст и не одиме по него. За нас Великден значи дека чувствуваме присутност на воскреснатиот Христос во Неговата црква. Тој е со нас и останува со нас. Ние сме вградени во Неговото таинствено тело на црквата, така што Неговиот живот е и наш живот. Затоа да не губиме надеж. Бог е често наш тивок придружник кој не придружува, како што ги придружуваше двајцата ученици додека одеа кон Емаус. Можеби ќе го препознаеме кај некои луѓе што ќе ги сретнеме, кај нашиот брат или сестра кои страдаат и кои ќе им пружиме рака и ќе им помогнеме со својата љубов. Тој е наша нада и сила во секојдневниот наш живот. Нека Тој, воскреснатиот Христос и Господ, не доведе до Неговата светлина во Неговото царство на љубовта, радоста и мирот. Честит празник Воскресение Христово, Христос воскресен!